Може да започнеме со предавањето од магистер Ивана Василевска-Петровска. Повелете. Благодарам, Андреја. Добро вечер на сите официјално вака и од мене. Продолжуваме сега со вториот дел од овој вебинар, на кој што ќе поразговараме повеќе за комуникацијата и за социјалниот развој кај децата со аутизам. Многу ми е драго што, бидејќи бев присутна цело време додека траеше и предавањето на професорот и за време на дискусијата, многу ми е драго што го спомнавме и вие го спомнавте оној индивидуален профил на децата со аутизам и фактот дека секое дете е приказно само за себе и тоа и така е многу важно и јас постојано гледам да го потенцирам и заради тоа и ова предавање, оваа презентација денеска ја започнав со овој слайд извадок од минатата презентација, каде што се гледа како хипотетички би можеле да изгледаат различните профили на децата или лицата со аутизам во зависност од тоа како се изразени оние карактеристики нивни и нивниот специфичен индивидуален когнитивен стил и едноставно визуелно го прикажува фактот дека секое дете со аутизам е различно. Овие атипични когнитивни шеми или когнитивниот стил им оневозможуваат на децата спонтано да ги научат социјалните вештини во раното детство, како што тоа го прават децата со типичен развој, но и покрај ова, децата со аутизам можат да учат и можат да научат социјални вештини, но за тоа е потребно е систематско и структурирано подучување во вид на едукативна интервенција, при што ќе се користат одбрани методи, соодветни техники на работа кои што одговараат на токму овој индивидуален профил на детето. Од овој вебинар се надевам ќе извлечете некои практични идеи како би можеле да го поттикнете социокомуникацијскиот развој на вашето дете, што би требало да правите и од каде воопшто да почнете. Некои од овие методи и практики можеби и нема самите да ги употребувате дома, но ќе може да ги споделите со специјалниот едукатор на вашето дете, со наставничката, наставникот или асистентот на детето. Исто така, важно е да имате представа што се постои на располагање како методи и техники, за да знаете и што да барате од стручните лица кои работат со вашето дете. Секако, се уште трае овој проект до некаде 20 април и се уште се на располагање и термини за индивидуални консултации, конкретни насоки во однос на конкретни ваши потреби и прашања. Можете да ми пишете на мейл адресата која што ќе ја споделиме во четот сега, за да закажете бесплатен термин. Тие термини се исто така поддржани од финансиски поддржани од Комерцијална банка, зашто во оваа прилика е уште еднаш да им се заблагодариме. Понатаму, во социјалната интервенција или во едукативната интервенција, тоа е еден термин со кој што ќе се среќаваме се почесто заради измените во Законот за основно образование, во Законот за инклузивно образование, каде што веќе на децата со посебни образовни потреби им се уважуваат или веќе и тоа законски е регулирано, им се уважуваат и правата за изменети модифицирани програми, освен оние до сега што беа индивидуални образовни планови и секако и едукативни интервенции, така што можеме веќе да почнеме и многу подетално да зборуваме за тоа и да ги применуваме овие интервенции во инклузивното образование или во посебните училишта сеедно. При планирање и воопшто при размислување за таква интервенција започнуваме секако од проценката за моменталното ниво. Тоа е првиот чекор што треба да го направиме, да видиме што детето во моментот може и знае да прави. Понатаму да ги видиме кои се најприоритетните едукативни потреби, во која област му е најмногу потребна поддршка. Понатаму да се таргетираат цели, односно што конкретно сакаме во таа ограничена интервенција детето да развие и како, на кој начин таа цел ќе ја постигнеме, односно кои конкретни задачи треба детето да ги извршува или активности што треба детето да ги извршува за да може да се постигне таа цел. И секако многу важно е да се испланира како ќе се следи и како ќе се мери напредокот кај детето. Во однос на
менталното ниво на постигнување се водиме по некои општи прашања, секако и со помош на формални инструменти за проценка. Гледаме кои вештини во моментот ги има детето, што може да прави, како што кажав, кои се силните страни, кои се неговите потреби поврзани со попреченоста, што е она што ги загрижува родителите, многу важен аспект кој што треба да се земе во предвид, и како попреченоста на детето се одразува на оние активности што останатите типични врсници, да речеме, ги прават или се вклучуваат во нив, затоа што секогаш треба да се гледа оние вештини што се подучуваат да бидат нели соодветни на возраста. Понатаму, на овој слайд може да ги видиме основните вештини за социјална интеракција, кои што влегуваат во групата на социокомуникацијски вештини. Имаме неколку категории, значи на почетокот оние основни вештини представуваат база за развој на понатаму по комплексните и по софистицираните социјални и комуникацијски вештини. Тоа се невербалните вештини за социјална интеракција, значи вештината за здружено внимание, сите употребата на невербалните гестови кои што ги користиме и на кои што отпаѓа најголем дел од комуникацијата, нели, како што знаете, најголем дел од комуникацијата всушност отпаѓа на невербалната комуникација, а многу малку се подпираме во суштина и многу малку дознаваме од вербалната комуникација. Понатаму имитативните вештини се многу важни, тука влегува и социјалната свесност, моторната имитација, значи способноста да се имитираат движења, и вербалната имитација или способноста да се имитира говор. Организацијските вештини исто така се многу важни и вештините за саморегулација. Во другата група на социјални вештини влегуваат вештините за игра и слободно време. Може да ги поделиме на вештини за самостојна игра и вештини за социјална игра, понатаму и групни вештини. За учество во група многу важна вештина за менување или чекање ред, следење групни упатства и многу важната подкатегорија на вештини од теорија на умот, емоционално разбирање и пријателство. И комуникацијските вештини кои што се однесуваат на основни комуникацијски вештини, значи способности да детето да искаже барање, да даде одговор на некакво барање, да даде одговор на некое прашање, да коментира и да поставува прашања. Понатаму социјоемоционалните вештини, значи искажување на основните чувства, искажување на комплексни чувства и кажување на така наречени просоцијални изјави. И секако основните конверзацијски или разговорни вештини, тоа е вербалниот реципроцитет, значи онаа вештина за наизменичност во разговорот, вербални теми, односно способноста да се менува да се преоѓа од една на друга тема во текот на разговорот и невербалната конверзација, односно способноста да се користат оние гестови што претходно ги споменав и другите невербални знаци за во комуникацијска цел или за комуникацијска функција. Секако во однос на овие вештини што ги кажав, правиме проценка и приоритизираме што во моментот на детето и во однос на возраста и во однос на она што родителите го сакаат и го очекуваат, што на детето му е потребно, најпотребно во моментот, кои се оние бариери кои што влијаат на независноста и квалитетот на живот, нели со цел да се намалат или да се отстранат, и која е визијата на родителите и на поблиската околина за иднината на детето, што е она што тие би сакале. И сметам дека е недоволно застапено. Во оваа прилика, кога сте исклучиво група на родители, може би е многу полесно да се коментира отворено за тоа, меѓутоа искрено мислам дека и од моето практично искуство дека родителите би требало да имаат и многу поактивна улога во образованието на децата со аутизам и во формирањето на оние краткорочни, долгорочни цели за неговото образование. Постојат и одредени препораки кои што се базираат на истражувања за тоа какви треба да бидат оние вештини кои што ќе бидат вклучени во една интервенција, значи на кои вештини да се даде предност.
Тоа се овие 9 клучни прашања или клучни работи, значи дали е тоа вештина што ќе овозможи ефективна и ефикасна комуникација како една многу важна област. Понатаму дали е соодветна на развојното ниво на детето, дали ќе овозможи превенција на предизвикувачко однесување, дали ќе му овозможи на детето интеракција и одржување на емоционално значајни врски, дали ќе му овозможи социјална партиципација, дали е тоа во заедницата, дома, на училиште и така натаму, дали ќе овозможи зајакнување на самоорганизацијата на детето, на неговото, ќе го поттикне неговото учење, дали ќе ги земе во предвид приоритетите и желбите на личноста, но и на семејството, понатаму дали ќе придонесе за подобрување на квалитетот на живот, независноста и самодовербата и секако многу важно дали ќе придонесе за унапредување или за зачувување на здравјето и безбедноста на личноста. Тоа секогаш би требало да има приоритет. Целите и задачите се формулираат на начин што тие се многу тесно поврзани како поими. Целта е малку поопшта и може да се однесува на некоја конкретна вештина од оние што ги споменав претходно. Например, во овој случај зголемување на невербалната социјална интеракција, додека задачите се конкретни активности или конкретно однесување кое детето сакаме да научи да го покажува. Например, во однос на невербалната социјална интеракција би можеле како задачи да поставиме детето да погледне во предмет кој го покажува друга личност, значи да ја развие онаа вештина за здружено внимание и или да научи да искажува не со одмамнување на главата, или може да биде и со гестот, со прстот и така натаму. Се извинувам. Сите овие целиот инвентар на вештини од социјалната и комуникацијската сфера може да се најдат и во прирачникот. Се надевам дека сте имале прилика да го видите. Доколку не може да го превземете од веб страната на Македонското научно здружение за аутизам, каде што има посебен банер за прирачникот. Таму може да се најдат истите оние практики за кои што подетално ќе зборуваме во продолжение. Сега да видиме на кратко како се развива социјокомуникацијскиот развој, односно кои се тие влијанија во развојот на социјалните и комуникацијските вештини. Тоа се социјалната мотивација на детето и социјалното истражување и темпераментот. И ова често го кажувам дека темпераментот е вродена предиспозиција и тука не можеме многу да влијаеме. Меѓутоа треба да се поттикнува социјалната мотивација на детето и неговото социјално истражување на околината, значи неговата љубопитност. Врз тоа дали детето ќе биде мотивирано или не, многу влијае неговото ниво на удобност и неговото ниво на комфор, односно како се чувствува детето во моментот и секако нивото на активност на детето и реакцијата кон физичките и социјалните стимули. Тоа се оние хипо или хиперсензитивности за кои што веќе и во дијагностичките критериуми зборуваме за нив, така што треба да се земе сето ова во предвид, затоа што може да се чини дека детето нема внатрешна социјална мотивација, односно дека повеќе сака да биде само, но таквото однесување многу често се должи на сензорната хипо или хиперчувствителност. Таква една состојба пречувствителна може да им предизвика расејаност и неорганизирани мисли на децата кога се наоѓаат во ситуација кога нешто во околината им смета. Тешко е да бидат мотивирани за социјални интеракции во една таква состојба и логично е многу дека кога може сами да се замислиме во таква ситуација дека е многу природно да се фокусираме на некои сензорни искуства кои што на нас не се пријатни, не се едноставно не се пријатни, некаква дразба која што нас не годи и ги игнорираме сите други мултисензорни искуства од околината која што навистина е мултисензорна и постојано во еден момент добиваме од сите страни огромен број различни дразби кои што на детето можат да му пречат или едноставно да не разбира што се случува околу него или да го збунуваат. Така што некои ќе се повлечат, некои деца ќе бидат хиперактивни и вознемирени, некои деца постојано ги бараат оние сензорни стимули од кои што имаат потреба, па често нивното однесување се погрешно се протолкува. Така деца што имаат потреба од силен притисок, од она проприоцептивна дразба, може да се намерно да се удираат во други деца или да се
да сакаат да го добијат тој длабок притисок и тоа чувство на проприоцептивна стимулација со удирање со некакви предмети или легнување на под и така натаму. И многу е тешко било кој во таква состојба да биде социјално мотивиран и да може да учи било какви вештини, а најмалку па од областа на социјалните вештини и комуникацијата, и затоа е многу важно да се земат во предвид сите овие фактори, да се обидеме да ги минимизираме или да ги отстраниме доколку е можно, и да во таква една идеална состојба на детето, кога ќе биде смирено и кога ќе биде растеретено од сите тие предизвикувачки дразби, тоа е всушност идеалната негова состојба за учење. Секако би требало да започнеме од неговите интереси и од неговите сензорни преференции, односно она што оние сензорни потреби што ги има. Интересите на детето се најважната, да кажеме, најважната патека која што ќе не донесе да оствариме некаква интеракција со него и да влезнеме во наводници во неговиот свет, и од таму постепено да се развива интеракцијата и да се градат социјалните вештини. Ако детето, например, сака да се врти или да, еве на овој слайд се прикажани некои игри кои што вклучуваат предмети што се движат, и многу често децата кои што се помалку сензитивни во визуелниот дел, односно во визуелниот модалитет, имаат потреба и сакаат да гледаат предмети што се движат. Па така може да го искористиме ова и да им понудиме активности со предмети што се движат, например куглање или оваа игра со фрлање тешки предмети во одредени отвори кои што се соодветно бодирани, и тоа е на некој начин игра слична на пикадо, само што е прилагодена за децата со аутизам кои што може и да имаат и проприоцептивна потреба за стимулација, па овие перничиња се полнат со тешки предмети за да им се обезбеди и таква стимулација истовремено со социјалната игра, каде што може да вежбаат и менување, може да вежбаат и чекање ред и други многу важни социјални вештини. Истото се однесува и на последната слика со оваа игра со џамли, која што овозможува гледање на предмети во движење. На истиот пример се однесуваат и овие фотографии, значи може да се измислат и да се испланираат активности на вистина во огромен број, кои што ќе земат во предвид потребата на детето и неговите интереси. Ако детето, например, има потреба да испушта звуци постојано или сака да тропка, да чука, да си вокализира, да си вербализира само на себе, значи можно е да има потреба и од аудитивна стимулација, па така може да искористиме во социјалната интервенција предмети кои што токму на тоа ќе се однесуваат, значи детски музички инструменти или било какви други играчки кои што испуштаат звук и така натаму. Ако детето сака да се врти, има потреба од таква стимулација, тогаш може да започнеме од такви активности кои што може да ги работиме и во затворен простор, но може и во отворен простор, на игралиштата и така натаму. Значи активности кои обезбедуваат можности за вртење на телото, и уште такви примери. Или пак да земеме играчки кои што имаат делови што се вртат. Како што се овие што се гледаат на слайдот. Ако детето е заинтересирано за сложувалки или го интересираат букви или броеви, многу деца со аутизам имаат некаков посебен интерес. Водници обсесија, не може да се каже дека е тоа обсесија, но навистина интензивен интерес, секако дека тој било што и да е треба да се искористи за да се развијат неговите игровни способности, неговата интеракција и така натаму. Сега какви видови на игровни активности постојат? Многу често целта е да се надгради репертоарот на игра, затоа што децата со аутизам може да постојано репетитивно си играат.
една иста активност ја повторуваат постојано, една иста игра играат и така натаму. Заради таа тенденција, една важна цел е надградување на репертоарот и секогаш тука се води од активности од затворен тип, кои што ги нарекуваме структурирани, па се до активности од отворен тип или неструктурирани. Структурираните активности се изведуваат на еден функционален начин и имаат своја јасна намена, имаат јасен почеток и крај и се состојат од фиксен број на чекори, односно може да му се представат на детето систематски во еден, да речеме, визуелен распоред за тоа што се очекува во играта и секако намената на реквизитите, на материјалите е јасна и предвидлива. Ова многу повеќе одговара на нивниот когнитивен стил, додека активностите од отворен тип па се неструктурирани и се непредвидливи. Тука повеќе доаѓа до израз креативноста, материјалите се користат на повеќе начини, крајот на активноста исто така не е фиксно одреден, туку е произволен и нема една дадена секвенца на чекори која што може да се следи за да се учествува во таа активност. Така што овие активности се поголем предизвик, бараат поголема поддршка за детето и секогаш треба да започнеме од оние претходните, па постепено активноста да се намалува структурата на активноста. На следниот слајд ќе видиме и некои примери во однос на категории на активности за игра и слободно време. Како што може да видите, различните типови на игра, значи истражувачка игра, физичка игра, манипулативна игра, конструктивна игра, во областа на уметноста, активности, литература, социјо-драматична игра, сите тие можат да бидат и структурирани и неструктурирани, значи може да му понудиме на детето кое што е во возраст каде што играта е експлораторна, значи на најрана возраст да му понудиме и структурирана игра. Тоа би биле оние игри со причина и оние играчки кои што имаат причина и последица, значи играчки кои што реагираат ако ги фрлите, испуштаат некој звук или се смеат или така натаму. Играчки на навивање, понатаму слични некои такви материјали кои што можат да понудат структура, додека постепено, кога тоа еднаш ќе се усвои, да се оди на неструктурирани активности како слободна игра со песок или вода, снеги, камења и така натаму. Сите категории на игра можат да се организираат на овој начин. Во училишната возраст, кога зборуваме за манипулативна игра, конструктивна игра, па веќе и уметност, значи боење, цртање и така натаму, и уметноста, односно оние активности по часот по ликовно образование може да биде и структурирана и неструктурирана. Структурирана активност би била кога на детето ќе му дадеме да бои по број или по некаква друга шема, или оние стенсил како шаблони за боење каде што просторот за боење е ограничен и детето не може да излезе од линија, едноставно го бои тоа што е дадено на шаблонот, додека пак неструктурирани би биле цртање по слободен избор или слободна тема, изработка на колаж или било какво, или сликање, фотографирање и така натаму. Одиме понатаму. Сега треба да земеме во предвид неколку други важни работи за поддршката, во однос на поддршката за развој на самостојната игра. Нивото на вклученост на детето главно зависи од неговата мотивација за игра и од тоа колку разбира што да прави со предметите, односно со материјалите и како да ги користи. Затоа треба да користиме материјали кои што се забавни за детето и кои што се значајни, имаат значење за него, за да се зголеми неговото внимание и самостојноста. Често може да биде и потребно да претходно да го научиме детето како се користат предметите и материјалите и постепено систематски да го зголемуваме време траењето на играта. Вештините за самостојна игра вклучуваат и способност да се одржи вниманието одреден временски период. Ако детето има способност да се заигра одреден временски период без интервенција на возрастен, тој капацитет на внимание може да се пренасочи и кон учење вештини за игра во парови, потоа и во група. Сега, ако детето покажува вештини за социјална обсервација и социјална имитација, тогаш би можеле да го користиме моделирањето како стратегија. Се извинувам, морам да го слушаме, дали се во ред, може некој да ми потврди? Да, окей. Добро.
Значи во случај кога имаме дете кое што има вештини за социјална обсервација, значи умее да ги следи децата околу него и да ги имитира, тогаш би можело да се користи моделирање како една најпожелна и најефикасна стратегија за подучување. Ако детето пак нема вештини за социјална обсервација и нема вештини за имитација, а од друга страна покажува репетитивна и рестриктивна игра, тогаш треба да се нагласи структурирано подучување, оној по традиционален бихевиорален пристап и систематска поддршка секако. И ако детето има тешкоти со аудитивното процесирање, значи има проблем да го разбере рецептивниот јазик, треба да се дефинитивно да се ограничи употребата на вербални инструкции и да се воведе визуелна поддршка. Ова се различните видови на поддршка за кои што делумно зборувавме и минатиот пат, но ќе зборуваме за дел од нив и сега. На денешнава тема се фокусираме повеќе на социјалната поддршка и на поддршката на однесувањето. Социјалната поддршка, нели кажува самото име, се состои од приспособувања кои служат да се поттикне, да се поддржат социјалните вештини. Секако целта е да се структурира околината, да се зајакне разбирањето на детето, значи да му се презентираат и сите работи кои што тоа треба да ги знае на начин на кој што може да ги разбере и да се зголеми неговото ангажирање, неговото учество во социјалната интеракција. Овој дел исто така се базира на употреба на визуелна поддршка за поттикнување на социјалното разбирање. Од визуелната поддршка дел зборувавме, опфативме и минатиот пат, така што јас сега би ви ги прикажала повторно да се потсетиме социјалните знаци во вид на визуелни картички, социјобихевиорални постери, значи се до тоа социјалните приказни ќе ги спомнеме, видео моделирање, визуелна поддршка за саморегулација и визуелни знаци за релаксација. Само да го проверам времето, мислам дека имам уште околу 20 на минути, така што мислам дека би биле и во рамки на предвидениот термин. Социјалните знаци во вид на картички пренесуваат порака која што детето поинаку не би можело да ја проследи. Тие може да имаат единична порака во форма на пиктограм, тоа се оние упростени слики или писмена форма. Социјални знаци можеме да ги нацртаме на брзина на класична бела табла во моментот кога треба на детето нешто да му покажеме. Понекогаш е практично да се носат оние ленти на нарачени од зглоб на која што се содржат мали картички со клучни упатства или да се користат листи со потсетници, различни социјални правила, односно картички кои што се користат во соодветните активности каде што е потребно чекање ред или менување, може да се користи таква социјална картичка. Еве на илустрацијата овде. Овие стопиоди, визуелни знаци кои што му покажуваат на детето кога е дозволено, кога не е дозволено да ја напушти училницата, да речеме, ако се постават во училница, или може да се користат во други прилики кога е потребно на овој начин визуелно и експлицитно многу јасно да му се објаснат на детето очекувањата во дадената ситуација. Потоа социјалните знаци може да се користат за да се представат одредени правила во домот, во училницата, во центарот или било каде што потребно е детето да ги разбере очекуваните прифатливи правила и она што од него се очекува. Секако социјалните приказни, многу зборуваме во последно време и во нашето општество, во нашата средина, доста во последно време се зборува за социјални приказни. Тие ги појаснуваат социјалните очекувања во некоја ситуација и го поддржуваат детето во развојот на вештините за социјално разбирање и за развивање на перспектива на туѓо гледиште. Социјалните приказни може да опишуваат што се случува во социјалната ситуација и зошто, да посочуваат релевантни одлики во некоја ситуација, да набројуваат посакувани однесувања и да ги опишуваат реакциите на другите во однос на одредена ситуација за која што се пишува приказната.
тие можат да им помогнат на децата и да се подготват за ново искуство, например кога треба нешто драстично да се смени во неговата рутина или кога треба да појдете некаде каде што знаете дека на детето нема да му биде пријатно или ќе се соочите со некои негативни реакции од негова страна. Секогаш е добро да се обидете со социјална приказна, да го подготвите пред време за тоа што го очекува и да го насочите кон еден прифатлив и корисен начин на однесување во таква ситуација, да речеме на лекарски преглед, патување некое, промена на ново училиште или било каква друга ситуација. Ова се прашањата кои што социјалната приказна треба да ги одговори. Значи да го опише контекстот во однос на местото, временски информации, релевантни личности, важни знаци, основни активности однесувања или изјави и причините и објаснувањето за истите. Генерално правило е дека социјалните приказни треба во поголем дел да содржат опишување во однос на насочување, значи повеќе да обезбедуваат една перспектива, едно објаснување на ситуацијата и во многу мал дел една или две конкретни насоки за детето да може да го интернализира тоа што од него се очекува. Одиме сега на следниот слайд. Овде може да видиме пример за една социјална приказна. Мора да нагласам дека формата и сложеноста на текстот во социјалните приказни или воопшто дали ќе има текст или нема да има, како вид на фотографии ќе се користат, дали ќе бидат вистински слики, односно вистински фотографии, дали ќе бидат илустрации, дали ќе бидат некои поедноставени цртежи само со линии, зависи од индивидуалните способности на детето, од неговото внимание, од стилот на учење, од неговите интереси. Да речеме, може да се искористи некој омилен цртан јунак на детето кој што му е интересен и може да се представи социјалната приказна со тој карактер. Социјалните приказни најдобар ефект постигнуваат кога се напишани во прво лице еднина, кога се наменски напишани за детето, значи вие може да преземете социјални приказни, еве и материјалите кои што ние ги изработуваме во рамки на овој проект ќе бидат достапни за бесплатно споделување или меѓутоа тие мора да се модифицираат, мора да се прилагодат на конкретната ситуација во која што се наоѓа детето и секако на неговото ниво функционално. Затоа што нема социјална приказна која што би одговарала за сите деца. Веќе кажавме дека сите деца со аутизам се различни, значи форматот на приказната треба да го прилагодиме на профилот на детето, но и секако сите социјални ситуации се различни, особено па кога за голем број деца можеби ќе треба да ги фотографирате и вистинските околности во кои што се наоѓа детето, например, ако има проблем да оди на стоматолог или има проблем со промена во распоредот во училиште, треба да оди во некоја друга училница или така натаму, да се слика конкретната ординација, конкретната училница, неговото конкретно место каде ќе седи, за да сето тоа му се доближи на детето пред да настане, пред да отидете таму и пред да се случи таа ситуација, за да тоа биде спремно, да знае што го очекува, затоа што тоа е клучното нешто што може да го направиме за нив е да им ја обезбедиме таа предвидливост и да им обезбедиме структура. Ако нешто може да се даде генерален совет, тоа би било предвидливост и структура. Секако и визуелна поддршка. Оваа приказна што сега гледате е изработена за дете кое што знае кога да треба да крене рака, знае како треба да се вклучи во разговорот на часот, но се вознемирува доколку не дојде неговиот ред. Ако наставничката на таа активност или тој час не го праша и не му обрне внимание, тоа може да почне да се однесува предизвикувачки, да се лути, да вика, и така натаму. Затоа беше подготвена оваа приказна. Тој и неговиот асистент секојдневно ја читаат како подготовка и вежба и задолжително ја повторуваат после секој таков инцидент, после секое вознемирување, ако се случи. Асистентот исто така вербално го поттикнува со користење на истите зборови што се наоѓаат во приказната. Например,
во приказната има упатства за детето. Вели кога некој зборува, јас морам да го почекам мојот ред. Јас можам да кренам рака за да покажам дека сакам да зборувам и можам мирно да го почекам својот ред. Понекогаш се лутам кога треба да чекам, додека чекам треба да запомнам дека наскоро ќе дојде мојот ред. И кога не е мој ред да зборувам, јас треба внимателно да слушам. Понекогаш, да, и ова е клучното, понекогаш ќе дојдам на ред, понекогаш не, јас можам да останам смирен. Тоа се оние зборови кои што може да ги користиме и без социјалната приказна за да му обезбедиме на детето упатство или насока како би требало да се однесува. Понатаму друга техника која што и така треба да ја спомнеме е видеомоделирањето. Тоа се користи за стекнување специфични социјални вештини и многу успешно, бидејќи дел од децата, голем дел од децата, повеќе сакаат визуелна поддршка во форма на видео. Особено е корисна за социјални ситуации, затоа што возможува да се премотува или да се враќа назад ситуацијата постојано, без ограничување, да се повторуваат истите настани, буквално како што се случила и првиот пат, за разлика од природните социјални интеракции, кои што никогаш не се случуваат на ист начин два пати. Со видеата тоа го имаме како можност. Поддршката преку видеомоделирање може да им помогне на децата да развијат социјално разбирање и комуникацијски вештини и секако може да се користи и во комбинација со сите други визуелни стратегии. Оваа техника може да биде стандардно видеомоделирање, кога детето наблюдува врсник или возрасен како модел во одреден социјален контекст, и може да биде само моделирање, кога детето само се наблюдува себе си како успешно завршува некоја задача, како соодветно се однесува или покажува некоја нова активност. Оваа метода или техника може да се користи за подучување вештини за моторна имитација, за самостојна игра, за активности во слободно време, за социјална игра, за подучување на социјални очекувања во одредена конкретна ситуација, за подучување на алтернативни однесувања како замена за некое предизвикувачко однесување, понатаму подучување на специфични комуникацијски пораки кои што сакаме детето да ги научи, ако да речеме има потешкотија да им пристапи на другите деца, па да го научиме што треба да каже, и подучување вештини за вклучување во разговор. Сега ќе видиме и многу кратки видео инсерти за тоа како би изгледале вакви видеа направени за видеомоделирање. Само да го одберам соодветниот екран. Ова сега што ќе го видиме е видеомоделирање на вештини за самостојна игра. Katie is playing with the baby. Ќе го намалам гласот. First, she feeds the baby the bottle. The baby is very thirsty. Гласот во видеото или на раскажувачот ги дава овие упатства за се што прави девојчето во моментот. Значи, таа моделира како да си играме со бебе кукла и да речеме прво и дава, бебето е многу гладно, па сега девојчето ќе му даде да се напие млеко, па ќе го почукне по грбчето за да пожригне и така натаму. Значи, чекор по чекор се објаснува што прави или како би требало да изгледа таа игра. Сега во интерес на времето ќе го паузираме и ќе го видиме и следното видео, каде што се дадени дали е ова, да. Овде се дадени вештини за поздравување. Се извинувам, само мора да помине рекламата. Greetings when meeting new friends. Ова се однесува Points to remember when meeting new friends на поздравување и запознавање. И овде освен вербално дадени се и писмени упатства и неколку пати во текот на видеото се
се истакнуваат овие клучни точки што треба да се запамтат и овие се однесуваат нели на детето или лицето со аутизам. Ова е и наменето за деца на поголема возраст, каде што нели им се даваат упатства на што да обрнат внимание, значи на контактот со очи, на внимателно слушање, да се представите и да ги поздравите, да се ракувате со нив. Ова се врсници кои што ја демонстрираат вештината. Значи вештината е ракување, This кажување time, на we'll своето watch the име. video again, but remember to pay close attention to how the girls use Многу ми се Good допаѓа eye ова contact. видео затоа што користи и забавување и паузирање и забавување на снимката за да се потенцираат важните работи, затоа што понекогаш и визуелната перцепција кај децата со аутизам е малку поинака од тоа што ние го очекуваме и од она типично што од типичната визуелна перцепција. Например, тие може да се загледаат во некоја сосема незначајна точка на видеово, например во шарите на завесата и воопшто да не го забележат однесувањето на луѓето. Тоа е и основната причина зошто тие спонтано не можат да научат социјални вештини, мислам не можат. Секако не можеме да генерализираме и поновите истражувања покажуваат дека социјалниот развој се случува кај децата со аутизам, меѓутоа со забавено темпо, така што во раните години многу е важно да добијат ваков тип на поддршка со вакви насоки, што е она што е важно, што треба на што треба да обрнат внимание, што треба да гледаат, затоа што од друга страна и многу често децата со аутизам имаат, посебно оние кои што имаат типична па и надпросечна интелигенција и како можат да најдат компензаторен начин да ги научат социјалните правила на некој систематски начин за кој што за нив има некаква смисла. Тие можат да си направат собствени правила во кои ситуации како да се однесуваме и тоа може да биде одлична компензаторна стратегија, секако доколку се изложени на соодветна поддршка и соодветни едукативни интервенции. good listening, how they introduce themselves, and how they shake hands. My name is Cora. Nice to meet you. My name is Rebecca. Nice to meet you. Понатаму се Wow, дадени that was и great. поголем број на примери од различни врсници кои што го моделираат истото однесување. Сега во интерес на времето нема потреба да го гледаме целото видео, меѓутоа ова е нешто што лесно може да се направи. Денес сите имаме паметни телефони, видеокамери и така натаму. Може да се обидеме да понудиме ваква содржина за децата. Секако претходно треба да имаме и предвидена едукативна интервенција за развој на социјалните вештини во склоп на нивното формално образование, но секако ве поттикнувам и дома да се обидете да направите нешто вакво. Се враќам сега на презентацијата. Го видовме видеомоделирањето. Одиме на следниот слайд, поддршката за саморегулација. Многу важен аспект за кој што треба да обезбедиме поддршка е она самоконтрола на децата и свесноста на сопственото однесување и сопствените чувства. Овие видови на интервенции за саморегулација се вклучени во некои когнитивно-бихевиорални практики, кои што повеќе ги работат психолозите. Меѓутоа, поддршката за саморегулација може да се воведе и во училиште, може да ја воведе и специјалниот едукатор, можете да ја воведете и дома. И таа се фокусира на стресни настани за кои е познато дека поттикнуваат предизвикувачки однесувања и го поддржуваат детето во учење на алтернативни начини како да се однесува и како да ги исконтролира оние емоции и чувства што во моментот го преплавуваат. Посекуваните социјални однесувања и социјалниот настан се представуваат во визуелна форма, секако се базираме на визуелната поддршка и даваме визуелни репрезентации на кои што се представени сцени од некоја стресна ситуација. Прикажани како низа на слики, што се поврзани со едноставна вербална скрипта или наратив или приказна. Низата завршува со оние посакувани однесувања и позитивните исходи. Сликите се пожелно е да се разгледуваат повеќе пати секој ден. Значи ова е многу слично на социјалните приказни, меѓутоа е многу
насочено и многу повизуелно и насочувачките реченици на крајот се многу важни, откако детето ќе ја научи целата низа на слики од настанот. Таа се повторува пред, за време или по реалната состојба која што предизвикува стрес за детето. Целта е детето да ги покаже посакуваните однесувања во природното обкружување со помош на визуелните и вербалните знаци како слики. Например, доколку ученикот има тешкоти да се вози во училишниот автобус, и сте утврдиле или сте забележале дека тешкотиите се предизвикани од бучавата во автобусот, за таа цел може да развиеме низа на фотографии во кои што се представува стресниот настан и што треба да прави. Например, може да го сликаме детето како влегува во автобусот, потоа како седи во автобусот, може да ги сликаме врсниците кои што, да речеме, во моментот зборуваат, се смеат гласно, може да му понудиме на детето да користи слушалки, да го сликаме детето како користи слушалки и како понатаму следниот чекор би било веќе се стимнува од автобусот и да речеме добива прегратка од незината наставничка или ако си оди дома од незината мајка или татко. Тоа би било едно само моделирање, но може да се искористи и модел, некој врсник, братче, сестриче, било кој или лик од цртан филм, кој што ќе го измоделира тоа однесување за детето. Постепено предизвикувачките однесувања со тек на време ќе се намалат и на детето ќе му стане вообичаена алтернатива, нели, слушање музика или носење слушалки или оние блокатори за звук што личат на слушалки, а едноставно го блокираат звукот од околината, наместо вознемиреноста и викањето или плачењето или било какво однесување што го покажува детето. Ова е уште еден пример за социјална приказна и се базира се однесува на чувството за лутина, каде што на детето му се прикажува една фотографија со текстот "Јас можам да се чувствувам различно, кога сум лут може да чувствувам потреба да удрам некого, тоа не е во ред, удирањето може да направи другиот да е тажен или повреден. Кога јас сум лут има неколку работи кои можам да ги направам и ова е многу важно, значи да вдишам и издишам 5 пати, може да му се понудат различни опции на детето и може да се користат и картички на кои што се дадени овие опции, па да му дадете и избор да одбере што може да направи во моментот кога се чувствува луто. Пауза исто така е една опција. Правејќи го ова побрзо ќе се смирам и ќе се чувствувам многу подобро, а кога ќе се смирам, среќни се сите, и мама, и тато, и другарчињата, и наставничката. Ова е еден пример за социјална приказна, која што секако треба да се адаптира. Меѓутоа, може да биде многу корисна во разјаснување и во доловување на сите оние невербални знаци, информации кои што детето на друг начин не би ги забележало. Знаците за релаксација, што сега може да ги видите, се друг вид на социјална поддршка. Тоа се знаци кои што обезбедуваат картички, постери, било што, визуелни материјали кои што го поттикнуваат или го потсетуваат, го насочуваат детето дека е сега моментот да се релаксира. Значи, кога се чувствува вознемирено, кога има некоја стресна ситуација, знаците за релаксација се покажани како по-ефективни отколку вербалното смирување. Значи, наместо да му зборуваме, ајде смири се, направи сега ова, направи тоа, можеме да му покажеме илустрација. Ова фотелја која што се гледа е знакот за релаксација кој што беше договорен со детето за да тоа знае дека е сега време да отиде да седне на таа клацкалка која што му обезбедува смирување. Знакот за релаксација може да биде било што, може да биде фотелјата дома, може да биде некој катче во училницата каде што детето може да биде само, може да биде некоја специјална просторија во училиштето или било што друго. Еве друг пример за картичка за релаксација, каде што освен специјалната фотелја или оние beanbags што ги имаме веќе и во нашите училишта, му се презентира на детето и постапката за вдишување и издишување 5 пати како начин за релаксација.
Понатаму, ова што го гледате сега е пример на табла за избор за проприоцептивни активности, кои што исто така имаат смирувачко дејство. Тоа се активности кои што обезбедуваат тежина или длабок притисок, или обезбедуваат оптеретување на мускулите на зглобовите. И на тој начин обезбедуваат организација на нервниот систем и подобрување на функционирањето на детето и смирување едноставно на нервниот систем. Така што исто и ова може да се користи како картичка за релаксација, знак за релаксација, каде што на детето може да му се даде избор од овие неколку понудени активности, кои што во моментот ќе му овозможат да се регулира неговото однесување. Бихевиоралната поддршка исто така е многу важна и само да видам, тука сме некаде и до крајот при крајот на презентацијата. Бихевиоралната поддршка, односно она предизвикувачко однесување кое што го манифестираат децата, може да биде сложено, значи да се должи на различни видови на причини. Секако треба да се видат причините, односно ако ја користиме оваа често спомнувана аналогија на сантата мраз, треба да се види што е она што не го гледаме, кои се причините во однос на сензорната преоптовареност, колку детето разбира што сакаме од него, дали воопшто ги има тие вештини што ние мислиме дека треба да ги покаже, а тоа покажува нешто друго од типот на ритуали или агресија кон другите, самоизолација, самоагресија, деструктивност или бегање. Секако треба да се направи една целосна проценка, да се истражат причините за однесувањето. И кога тие ќе се отстранат или намалат, предизвикувачкото однесување би требало да се намали, а потоа и да исчезне. Многу треба да се внимава, ако само се обидуваме да го сопреме однесувањето, без да ги разбереме причините, едноставно го спречуваме однесувањето, без да знаеме ни зошто тоа го прави, ниту каква функција има, детето може тоа однесување веднаш да го замени со нешто друго, па дури и многу полошо, или да го зацврсти тоа однесување, и така да предизвикаме уште поголем бихевиорален предизвик. Детето многу често може да има тешкоти да процени што е прифатливо, што не е прифатливо. Има тешкоти да процени што треба да прави. Ова се некои извадоци од работи кои што веќе ги спомнав, значи може да не ја разбира социјалната ситуација или контекстот, може да не може да процени што треба да каже, што се очекува од него да прави, може да се наоѓа во неудобна ситуација, може да користи некоја вештина, меѓутоа не го разбира нејзиното значење, па ја користи само во еден, и тоа е многу голем проблем. И многу е интересно и важно да се напомене дека вештините кои што ги усвојуваат децата многу тешко ги генерализираат, и сега во еден контекст, например на училиште, може да покажува одредена вештина, а дома да не ја покажува. И сега вие или обратно, родителите кажуваат ама дома се снаоѓа и го прави тоа, а на училиште не го гледаме, не ја гледаме таа вештина, и често се збунуваат и наставниците, меѓутоа многу често вештините кои што ги имаат усвоено децата се базираат на контекстот и на ситуацијата, и во друга ситуација не може да се генерализираат. Па кога очекуваме од детето да покаже нешто на училиште кое што знаеме дека го прави дома и тоа не го покажува, можеме да помислиме дека тоа е непослушно, не ги следи нашите барања, е инатливо или така натаму, меѓутоа може да се должи и на ваков случај. Понатаму кажавме физички дискомфорт заради сензорната преосетливост, анксиозност, преоптеретена со стимулации, тешкоти да се справи со стресот и тешкоти со насочување на вниманието. Во суштина примарната цел е да се зголеми физичката удобност и да се поттикне социјалното разбирање преку подучување на вештини за замена на ова предизвикувачко однесување и да се намали зачестеноста и да се намали интензитетот на тоа предизвикувачко однесување. Некои препораки кои што може да се дадат е да се интервенира рано, да се види нели причината за однесувањето, да се обезбеди сензорна поддршка, организацијска поддршка, да се подучи на заменски социјални вештини, да се подучи детето на вештини за релаксација и саморегулација, да се подготви однапред за стресни ситуации, како што споменав, да се зајакне алтернативното однесување, да се ограничи пристапот до некој посакуван предмет. Меѓутоа, овде се мисли на последици од типот на казна, треба да се земат во предвид само кога веќе се поставени превентивни стратегии, овие што ги кажав претходно, а новите вештини и однесувања се применуваат.
Значи, ако сме сигурни дека детето има вештини за да се однесува поинаку, ако има веројатност да ја разбере и да ја запомни врската помеѓу казната и неговото претходно однесување, значи ако му е јасно зошто ја добива казната и ако таа казна за него нешто значи, ако има што да изгуби. Така што тоа се некои работи кои што треба да се земат во предвид. И за крај, наместо заклучок, може да кажеме дека иако или да потенцираме и да повториме дека иако децата може да изгледаат незаинтересирано, тие во суштина прават се што можат и се што знаат за да остварат интеракција со другите. Затоа користат различни позитивни и негативни однесувања за да комуницираат, а предизвикот се состои во тоа да откриеме што детето или лицето со аутизам сака да ни искомуницира преку своето однесување или како што кажа родителката пред малку, треба да бидеме истражувачи и да откриеме што детето сака да ни искомуницира преку своето однесување. Може да секако да одиме на прашања. Ви благодарам на вниманието и еве контакт информациите доколку некој сака да добие подетални информации за било што беше спомнато во оваа прилика, а секако и во претходниот вебинар.